Здраво, деца! Слушнете го денешниот возбудлив расказ. Настаните се случиле многу брзо. Ако во тоа време имало весници, тогаш Великден во 33-та година ќе се најдел на насловната страница. Целосна темнина на денот кога Исус умре. Мртвите воскреснаа и влегоа во градот. Земјотресите ги распукаа карпите. Капетанот признава дека Исус е Божји син. Последните зборови на Исус. Завршено е. И со големи букви на насловната страница. Гробот е празен. Дали ова било во Ерусалим денес? Не. Ова се извештаи на очевици во Библијата. Извештаи што треба да ги прочиташ сам. Гробот е празен. Исус живее. По воскресението отишол кај учениците. Тие се уште тагувале и биле исплашени. Но кога го виделе Исус, биле многу среќни. По ова, Петар и другите ученици излегле од Ерусалим и заминале во своите домови покрај Галилејско езеро. Ке ловаме риби. Ќе дојдеме со тебе. Вечерта пловеле по езерото, но во текот на ноќта не фатиле ниту една риба. Кога зазорило, Исус стоел на брегот. Учениците не знаеле дека е тој. Имате ли нешто за јадење? Не. Фрлете ја мрежата од десната страна на бродот. Мрежата е полна. Ова е Исус, Господ. Само на 300 метри од брегот имале одличен улов и донеле 153 риби. Дојдете и појадувајте. Покрај огнот имало подготвени леб и риби на скара. Тоа било трет пат Исус да им се појави на своите пријатели. Петар го мачела совеста. Помислил на вистината дека 3 пати одрекол дека го познава Исус. По појадокот, Исус насамо разговарал со Петар. Петар, дали ме сакаш? Да, Господе, знаеш дека те сакам. Петар, дали ме сакаш? Да, Господе, знаеш дека те сакам. Петар, дали ме сакаш? Петар се натажил зашто Исус 3 пати го прашал. Господе, ти знаеш се, знаеш дека те сакам. Дали ова е твојот одговор на прашањето на Исус до тебе денес? Исус му простил на Петар. Кому му е простено многу, го сака Исус многу. До следното слушање. Ако сакаш да не контактираш или ако имаш прашање, пиши ни на radio7kids@gmail.com. Чао!